Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука имаме гостинка, која е и за што ќе зборуваме ќе слушнете по музичката пауза, а ќе ви донесеме и други информации, па затоа останете на 90,8 МГц. Полна соба, нешто ме стега, твојот поглед не ми кажува, само ме измачува. Ти, само ти, имаш лажни вистини во себе, скриени ладни преградки, кратки бакнежи бегам, што побрзо од тебе, само времето ќе помине, залудно е кога јас те губам, бегај, што побрзо ти од мене, усни ми ќе кажат прости ми, залудно е кога јас те губам. Јас те губам. Јас те губам. Силна бура, осеќам се гушам, празни денови поминати, во срцево ми остави, а ти, само ти, имаш лажни вистини во себе, скриени ладни преградки, кратки бакнежи бегам, што побрзо од тебе, само времето ќе помине, залудно е кога јас те губам, бегај, што побрзо ти од мене, усни веќе кажат прости ми, залудно е кога јас те губам. Јас те губам. Јас те губам. Почитувани слушатели, драго ми е што во прилика можам да ја поздравам деканката на правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, правен факултет со седиште во Кичево, дисперзирани студии во Битола и во Струга. Деканке, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Добар ден и поздрав до сите наши слушатели. Поводот за вашето гостување денеска е книгата која што вие ја подготвивте за вашите студенти. Ќе ми дозволите, значи насловот на книгата е Меѓународно воено и хуманитарно право, област која што е поврзана и со предметите кои што вие ги предавате тука на правниот факултет. Да, потребата да го издадам овој учебник се наметна со мојот избор по предметот Меѓународно воено и хуманитарно право. Најпрво овој предмет се предаваше само на третиот циклус на студии во насоката Меѓународно право и меѓународна политика. Потоа го акредитиравме и во рамките на вториот циклус студии во насоката човекови права и демократија, а со последната студиска програма за правни студии од 2023 година овој предмет е задолжителен и во делот на првиот циклус на студии, а исто така го има и на насоката политички науки и дипломатија. И едноставно сметав дека како наставник, чиј што предмет е застапен на сите циклуси на студирање, потребно е да си издадам свој труд со кој што моите студенти ќе можат да од кој што ќе можат да учат и знаете, секој професор сепак треба да си ја систематизира својата наука во рамките на своите предавања. Од тие причини неколку години го работев овој учебник и конечно тој јас догледа.
светлината на денот, токму така. Таа беше и причината поради која што решив да го објавам овој учебник. Верувам дека ќе им биде користен на студентите, но целта на еден универзитетски учебник не е само да биде читан од студентите, туку да биде читан и да биде прифатен и од пошироката стручна и научна јавност. Меѓународно воено и хуманитарно право. Да сум јас студент на правниот факултет, веднаш би го избрала, не знам дали е изборен предмет или редовен, во секој случај нешто што вака веднаш привлекува внимание. Да, навистина атрактивен предмет и генерално студентите на први, на втори, на трет циклус, на втори, на трет е изборен, на прв е задолжителен, но и таму каде што е изборен го бираат студентите, затоа што тоа е наука, меѓународното воено хуманитарно право е дел од меѓународното право, но веќе се етаблира како наука која што е дел од нашето секојдневно живење. Знаете дека кога станува збор за создавањето на науките, посебно во правото, имаме науки од типот на римското, граѓанското, казеното право, кои што се вели постојат од секогаш. Меѓутоа има и науки кои што се појавуваат спрема општествените околности. Имаме науки, например, правото на интелектуална собственост е наука која што се појавува во понов момент. Еколошкото право е сега една исто така атрактивна правна наука која што до пред, 30 на години воопшто и не беше етаблирана во научната област. Истото тоа би го кажали и за меѓународното воено и хуманитарно право. Значи тоа како наука се изучува во рамките на меѓународното јавно право, меѓутоа сега вака изделено како посебно си ја добива својата соодветна тежина во науката. Значи станува збор за право кое што се применува во време на вооружени конфликти. За жал, иако живееме во 21. век и можеби ние кои што сме живеели во 20. век мислевме дека во 21. ќе нема повеќе војни на планетата Земја. За жал, сведоци сме дека војните се уште ги има и дури се и по-деструктивни отколку оние војни кои што ги имаше во текот на 19-тите, 18-тите и вековите пора. Што се тука може да се најде за студентите? Или што е она што треба да го знаат кога се работи барем по овој предмет? Значи, меѓународното воено и хуманитарно право ги регулира сите состојби, сите права, сите обврски на страните што се вклучени во вооружениот конфликт. Целта поради која што се востановува меѓународното воено и хуманитарно право е да се заштити цивилното население. Значи, не дека не треба да се штитат и активно вклучените во воениот конфликт, значи војниците на едната и на другата страна, но тие се свесни дека влегуваат во војна и ги знаат последиците. Меѓутоа, проблем е цивилното население и третманот, односот на завојуваните страни кон цивилното население. Покрај тоа, тука го третираме и медицинскиот персонал, значи луѓето кои што се неопходни за да им помагаат и на војниците, но и на цивилното население, хуманитарниот персонал, значи оние организации кои што обезбедуваат хуманитарна помош во рамките на овие воени судири, но и објектите од типот на болници, училишта, значи еве сега сме сведоци кога навистина се напаѓаат и вакви објекти каде што по логика на нештата треба да престојуваат деца, односно ученици или болни луѓе, но од X причини и ваквите објекти се користат во воени цели. Основата врз која што се базира меѓународното воено и хуманитарно право е се всушност Женевските конвенции. Значи тие се акти, меѓународни договори кои што ги имаат подпишано најголемиот број од државите во светот и ако се почитуваат така како што се дадени, тогаш можеби ќе нема потреба од ваков предмет, меѓутоа за жал токму праксата покажува дека иако сме како земји подписнички на тие Женевски конвенции и на тие Хашки протоколи кои што пак се произлезени од овие Женевски конвенции, всушност секоја следна војна, секој следно воено дејствие се поразорувачки и поштетни токму за цивилното население и за оние луѓе кои што не би требало да ги трпат последиците од војната. Токму тоа што сега го кажавте, значи тука е Женевската конвенција, работите би требало да се средени и се средени кога се работи за војни конфликти, меѓутоа кој колку ги почитува. Тука е проблемот, значи тука е она најтешко прашање кое што се обидуваме на некој начин да го одговорам и во овој учебник, иако многу тешко е да се даде одговор на ваквите прашања.
Она што се обидувам, значи во рамките на учебникот е да ги објаснам тие основни принципи на војното и на војното меѓународно и хуманитарно право, принципот на пропорционалност, принципот кој што ги разликува војните лица и цивилните лица и борците, забраните, принципот на забрана на непотребно страдање на цивилното население. Понатаму во учебникот се разработени и обичајните правила, меѓународните договори кои што ги регулираат овие состојби, судската пракса, значи откако ќе се дојде до некој кривичен суд. Знаеме дека и на просториите на поранешна Југославија имавме такви проблематични ситуации кога што луѓе се осудени токму поради вакви злодела кои што се случувале врз невино население. Значи сите тие работи, состојбата со Црвениот крст, значи неговата улога, неговото место, што е важноста или зошто се потребни Црвениот крст и Црвената полумесечина како хуманитарни организации токму наменети за средување на состојбите во вакви воени ситуации. Значи сите тие работи всушност се третираат во овој учебник. Исто така имам поглавја кои што се однесуваат на геноцидот, на воените злосторства, на етничкото чистење. Значи сите тие се состојби кои што се разгледуваат во учебникот и кои што на нашите студенти на право и на политички науки, но и на студенти од безбедност и слични научни дисциплини, верувам дека ќе има возможат да ја сватат суштината на најпрво на меѓународното воено и хуманитарно право и начините на кои што може да се надминат овие состојби. Во емисијата Студентски парламент, денеска што ја емитуваме, обично зборуваме за некои работи што ги достигнале, да речеме, студентите, учествувале на конференции, работели истражувачки трудови и така натаму. Информации важни за нив, а ова сметам дека е одлична информација токму за нив, за студентите пред се од правниот факултет, затоа што добиле готова книга, готов учебник в раце, од кој што ќе можат полесно да ја совладаат материјата, а не да лутаат да барат материјали на едно, на друго или на трето место. Колку се студентите задоволни, според вашиот фидбек што го добивате од нив, со она што им го понудите? Втори, трети циклус колегите, значи магистранти и докторанти, веќе го имаат користен учебникот, го имаат апсолвирано, го имаат совладано и моето искуство со нив, бидејќи сепак на полагањата користиме и домашна и странска литература, моето искуство е дека го совладуваат материјалот кој што им е даден во учебникот. Јас се обидувам секогаш кога станува збор за универзитетски учебник, односно за одредена литература, да ја доближам на возраста за која што е наменета. Овде сепак станува збор за академски граѓани, значи веќе станува збор за дипломирани правници, идни доктори и магистри на науки и е прифатлива од нивна страна, значи комуникацијата или коментарите од нивна страна се дека учебникот е разбирлив, дека ги опфаќа прашањата кои што се суштествени за да се свати и да се разбере меѓународното воено и хуманитарно право. Се обидов како прилог ги дадов и Хашките и Женевските конвенции, затоа што, знаете, тие се наоѓаат, може да се најдат на интернет, но некогаш се толкувани, некогаш се нецелосни, некогаш се и на други јазици објавени, значи сега е сето тоа ставено на едно место, многу полесно може да си го обезбедат, да си го најдат и мислам дека фидбекот кој што досега го добивам е позитивен и дека така ќе продолжи и понатаму. Може ли меѓу нив да гледаме иден магистрант или докторант по меѓународно воено и хуманитарно право? Да, веќе имам еден доктор на правни науки, сработи неколку трудови на оваа тема. Исто така од магистрите на правни науки во делот во насоката демократија и човекови права имаме два труда кои што се токму на тема со Црвениот крст. Едната е за состојбите со Црвениот крст, значи прашања, предизвици на оваа невладина организација, односно организација која што се грижи за човековите животи во војна, но и во мир. И имам јас, значи, кај моите кандидати се обидувам да го внесам меѓународното воено и хуманитарно право како потреба и како развивање на свесноста, значи да се развие свесноста кај нашите студенти, за да понатаму може и во нивниот практичен живот, онаму каде што ќе работат, каде што ќе функционираат, да ги применат тие начела и принципи на меѓународното воено и хуманитарно право. Разговорот ќе го завршам со уште една забелешка.
дека оние кои што ќе решат да се запишат на правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе можат да студират и оваа програма, овој предмет практично, да дознаат се она што треба да го знаат како правници кога се работи за меѓународното воено и хуманитарно право. Не ги сакаме војните, но за жал јас сметам дека не можеме се уште да се наречеме цивилизирано општество. Се сеќавам една документарна емисија многу одамна со човек кој што му го заборавив името, рече: не можеме да зборуваме за цивилизирано општество кога се уште имаме полиција, имаме затвори, имаме војни, имаме судови и така натаму. Кога ќе ги нема и нив, тогаш веќе ќе зборуваме за вистинска цивилизација. Кога учевме на времето, мислевме или така не едуцира дека комунизмот е идеалното општество кон кое што треба да се стремиме и каде што секој треба да креира, да создава спрема своите можности, а да користи од ресурсите спрема своите потреби. За жал далеку сме се уште од тоа, се уште интересот да се има повеќе и да се направи нешто што можеби не е во склад со нашите можности, а да се уживаат привилегиите од тоа, за жал се уште се на тапет, односно се уште се присутни. Учебникот по меѓународно воено и хуманитарно право би сакала да констатирам дека не е само мој академски труд. Зошто? Затоа што кога го пишував, кога размислував за овој учебник, размислував дека треба да биде еден прирачник, една алатка која што ќе покаже дека секаде, па дури и во војната, постојат правила. Значи, таа ми беше идејата водилка кога го пишував овој учебник. Ги насочувам студентите да размислуваат токму на почитувањето на тие правила. Значи, младите правници, активистите, припадниците на невладини организации, воопшто, значи студентите кои што ја сакаат, се пацифисти кои што го сакаат мирот, сметам дека во овој учебник добиваат една алатка која што ќе им овозможи критички да размислуваат, критички да ги анализираат состојбите и да сваќаат и да создадат една идеја, една размисла дека секој од нас треба да придонесе за подобро утре на оваа планета Земја. Токму тие причиневе би сакала и преку вашиот медиум да ги поканам сите студенти кои што се интересираат за оваа тема, да го погледнат учебникот, да го проучат, да дискутираат. Отворена сум за комуникација на оваа тема и можеби некој од нив, наш студент или некој читател на овој учебник ќе биде иден научен, иден истражувач, иден адвокат, иден правен застапник, иден активист кој што ќе ги штити токму човековите права и слободи и во време на војна, но и во време на мир. Професорке Велјановска или деканке Велјановска, јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио, во емисијата Студентски парламент. Многу убаво зборувате, многу сте пријатна и отворена за разговор. Верувам дека така сте и со вашите студенти на вашите предавања. Едноставно ќе им порачам да не ги пропуштат и да извлечат од вас колку што можат повеќе. Па тоа е нашата задача, таа е нашата мисија. Ние сме наставници кои што имаат знаење и сакаат да го споделат со своите студенти, од нив зависи колку ќе ги искористат нашите потенцијали и да ги применат во нивниот понатамошен живот. Ви благодарам. Се се менува, па зашто не јас? Остани среќен барем ти. Само фраза за спас. Бракот умира, од него изгревам јас. Може би некој некаде постои само за нас. Светот
Во продолжение на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО-ФМ Битола ја проследуваме информацијата од Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а се однесува на идните студенти на насоката македонски јазик и книжевност. Практично се работи за соопштение од Министерството за образование и наука, во кој се вели дека заради стимулирање на учениците од 4-та година од средното образование за запишување на студиски програми по македонски јазик, Министерството за образование и наука за студиската 2025-2026 година ќе додели 15 стипендии на редовни студенти запишани на студиските програми за изучување на македонскиот јазик во прва година на додипломски студии од прв циклус. Право на стипендија ќе имат редовни студенти запишани за прв пат во прва година на студии, како што кажавме во академската 2025-2026 година, на студиски програми по македонски јазик, кои оствариле успех во текот на средното образование со просек од сите 4 години од најмалку многу добар, кои не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании и кои се македонски државјани. Конкурсот за доделување 15 стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиските програми по македонски јазик за студиската 25-26 година е објавен на веб страницата на Министерството на 5 мај 2025, а пријавувањето на кандидатите ќе се одвива во периодот од 1 ноември 2025 до 15 ноември 2025 година. Министерството ќе продолжи да ги стипендира и студентите кои постигнале особено висок успех во учењето од првата до тековно запишаната студиска година од најмалку 8 просечен успех, и тоа за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности, како дел од редовниот конкурс за доделување стипендии за студенти кој ќе се објави на почетокот на академската 2025-2026 година, а за кој исто така пријавувањето на кандидатите ќе се одвива во периодот од 1 до 15 ноември 2025. Износот на месечната стипендија по двата конкурса изнесува 6050 денари. Ова како уште еден поттик за младите луѓе да го изучуваат македонскиот јазик. Време е за нас, време е за плажа, сакам уште јас, не можам да лажам, лето чувствувам, лето мирисам, а ние сами. Земи ме без глас, фати ме за рака, само ти и јас, на тарајска плажа, праното дира, жежок допир продира. Лето чувствувам, лето мирисам, а ние сами. Земи ме без глас, фати ме за рака, само ти и јас, на тарајска плажа, праното дира, жежок допир продира.
мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој. Само мој, која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на UKLO FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Во мислите твои танцувам јас, силно ме чувствуваш, знам. Велат дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ке останеш мој. Само мој, која и да дојде, нема да те има за свој. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ке останеш мој. Само мој. Каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ке останеш мој. Само мој. До небо, небо високо, од небо до дно. До небо, небо високо, до дното длабоко и нераскинливо. Ти си само мој. UKLO FM Битола, јуни 2025 година. Избери квалитет, избери традиција. Избери го UKLO. И слушај UKLO FM Битола, 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk